Емоционална стабилност, долгорочна визија. Во еден момент ќе разбереш дека ова не е само тргување, туку борба против себе. Ќе дојде ден кога ќе седнеш пред чарт и нема да чувствуваш ништо, ниту возбуда, ниту страв, само мир. И тогаш ќе знаеш дека си се променил. Повеќето луѓе никош не стигнуваат до таму, затоа што не можат да издржат фазата кога се изгледа безнадежно. Се откажуваат токму пред промената да се случи. А вистината е ова: нема раст без болка, нема стабилност без хаос, нема дисциплина без разочарување. Секој пат кога ќе изгубиш, погледни ја таа загуба како инвестиција во твојата контрола. Не си трейдер само кога победуваш, трейдер си кога губиш и не се распаѓаш. Кога ќе научиш да гледаш загуба без емоција, тоа си подготвен за следното ниво. Тоа ниво не се мери со профит, туку со смиреност. А маркетот ќе те тестира во најлошите можни моменти. Ќе ускрши твоето трпение, твојата увереност и ќе те натера да постигнеш по копчината што никогаш не треба да ги допреш. И ако тогаш успееш да останеш мирен, ако тогаш можеш да седнеш и да не правиш ништо, тогаш си победник. Не си го победил маркетот, си се победил себе. Секој сериозен трейдер мора да ја прифати ова реалност. Ке има денови кога ќе изгледа како ништо да не функционира. Ке има месеци кога ќе чувствуваш како да не вреди. И години кога ќе мислиш дека никогаш нема да успееш. Но токму тогаш се кова твојата вистинска издржливост. Момент од аматер, бум, стануваш професионалец. Тргувањето не е за оние што бараат возбуда. Тргувањето е за оние што можат да издржат тишина. А во тишината се слуша вистината. А вистината е ова: дека маркетот не ти должи ништо, но ќе ти даде се.